Доколку на клиентот сте му пратиле понуда, можете да направите фактура ако ја отворите таа понуда и кликнете на претвори во фактура. Така, сите податоци од понудата ќе се пренесат на фактурата, но вие можете да внесете и додатни информации. Откако ќе ги зачувате измените, фактурата е креирана. Доколку немате понуда, во продажба кликнете на нова излезна фактура и внесете ги сите податоци. Партнерот што претходно сте го креирале или нов, датумот и рокот за плаќање. Потоа додајте ги производите, цените и попустите, а по потреба можете да си впишете и забелешки. Зачувајте ги измените. Сега фактурата е креирана и може да ја испечатите, да ја испратите на e-пошта, факс или на адреса. Сега статусот на документот ќе се смени во испратен. На фактурата можете да додадете и прилог, например нарачката што сте ја примиле од клиентот. Кликнете на нов прилог, внесете ја од вашиот компјутер и додајте забелешка ако ви треба. Прилогот сега е видлив на дното на фактурата и можете да го превземете или да го избришете. Ако сакате, можете да го измените бројот на фактурата. Кликнете на измени број на фактура, внесете го новиот број и ознака доколку ви е потребна и зачувајте ги измените. Можете да направите и копија од некоја од претходните фактури. Кликнете на дупликат фактура, внесете ги евентуалните измени и зачувајте го документот. Доколку одредени производи или услуги ги фактурирате во редовни временски периоди, кликнете на повторливи параметри. Овде можете да го дефинирате периодот на повторување, например месечно или секој 2 месеца, и кога да престане да се креира. Овие фактури се видливи во генерирани шаблони, каде може да направите евентуални измени и да испратите фактура која на пописот ќе биде со сина боја. Кога ќе ја примите уплатата од клиентот, треба да се евидентира истата и да се поврзе со фактурата. На пописот на фактури најдете го партнерот од кого сте ја примиле уплатата или одете со напредно пребарување. Со црвена боја е обележана неплатената фактура, отворете ја и кликнете на нова наплата. Потоа впишете го целиот износ или само дел доколку плаќањето е на рати, датумот на уплата и начинот. Можете да си впишете и забелешка која рата ви е платена. Откако ќе ги зачувате измените, неподмирениот износ ќе биде намален, а при дното ќе биде евидентирана уплатата. Откако ќе се подмират сите рати, неподмирениот износ ќе биде 0, а фактурата ќе добие статус платен. Истиот принцип на внесување податоци и креирање документи го применувате и за понуди, книжни одобренија и опомени.